ДПМНЕ, наместо да го истражува криминалот на Заев и Мијалков, упаја во сметките на претениците на Левица, додека го крие својот имот. Почитувани, ДПМНЕ недалава стори преседан со неовластен упат во лични сметки, без индиции за сторено кривично дело. Како одлика на тврд авторитаризам, тие во обид да скандализираат легитимни плати кои Левица ги исплаќала, објавија податоци за лични трансакции кои ги добиле незаконски и неовластено и кои можат да се добијат под посебни истражни мерки за следење, доколку секако има индиции за сторено кривично дело. Ги повикуваме ДПМНЕ и УЈП под нивна власт, како што се следат личните трансакции на претениците на Левица, наредно да ги објават приливите од личните сметки на Заев. Дали тоа ќе го сторат? Секако дека не, бидејќи таму лежи вистинскиот криминал во кој учествуваат и самите тие. Оваа постапка значи дека пологите на државниот апарат целосно се ставени во служба на ДПМНЕ за супресија на секој кој ќе проба да ги спречи во криминалите и авторитарното владење. За ваквиот еклатантен напад врз демократијата веќе ги информиравме нашите сродни партии во Европскиот парламент и ова прашање ќе биде отворено пред сите релевантни и меѓународни представници. Во нормална држава, власта да излегува со податоци добиени од следење на опозицијата, каде нема кривично дело, тоа ќе беше скандал. Но во денешна Македонија, под ВМРО-идниот режим, власта гради менталитет на страф и закани, уцени, брутални манипулации. ВМРО-ДПМНЕ во 2022 и 2023 година инкасирале околу 1,2 милиони евра и 1,6 милиони евра од државниот буџет, додека лани добиле над 1,7 милиони евра јавни пари плюс значителни донации поради изборната кампања. За кампањата една година власт, која опфати митинг, билборди и кампања на социјални мрежи, партијата не дала никаков отчет колку точно чинела и како се трошеле тие пари. Па се поставува и прашањето во чии џеб завршиле тие пари. Истовремено, додека Левица е најтранспарентната партија во Република Македонија, ДПМНЕ го крие својот имот. Додека извештаите од Државниот завод за ревизија се без забелешки за Левица, ДЗР воочиле низа на недостатоци во извештаите од најбогатата партија во Европа, особено во евиденцијата на недвижниот имот. Левица побара информации од јавен карактер од ДПМНЕ поврзани со попис на недвижен имот, за што до ден денес нема добиено одговор. Прекршок нотирани од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер. Левица нема да се повлече пред овие обиди за репресија. Ќе продолжиме да ја разобличуваме криминалната хунта на ДПМНЕ и да се бориме за вистинска демократија и правна држава. Ви благодарам.